Почитувани гледачи на КМ телевизија, почитувани љубители на спортот, дојде и последниот петок во оваа корона 2020 година и последниот тајм-аут за оваа календарска година ќе го посветиме на одбојката. Денеска ќе земеме еден тајм-аут со Акик Ферати, вистинска одбојкарска легенда, не само на нашиот регион, туку воопшто и во Македонија. Ќе разговараме и за одбојкарскиот клуб Лирија од Жаровјане и за случаи од минатото, од сегашноста, но и за планови за иднината. Ферати, најпрво ти благодарам што прифати да бидеш наш гост. И мене ми е драго што ме повикавте да кажуваме за нешто за клубот и за спортот уопште. И на вас би се заблагодарувам зашто стално сте не пратиле од нас како клуб и одбојката уопште. На почетокот малку да се запознаеме со одбојкарскиот клуб Лирија од Жаровјане и како доаѓа жителите на Жаровјане да започнат да играат одбојка, односно да спортуваат одбојка. Па 70-та година во школа почнале да играат прв пат одбојка во Жаровјане. Направиле едно игралиште надвор, порано немало сали и почнале да играат. И после една година едни луѓе тамо, може и да ги спомнам, Гафур Дервиши, Камбер Исмаили, Димче Димчевски кој 40 години го помина како наставник на физичка култура во Жаровјане и други, да не споминаваме сега сите, и други го формирале одбојкарски клуб Лирија кој до ден денеска екзистира и игра во прва државна лига. Кој се дел од успесите на клубот? Значи клубот постои 50-тина години. Да идеме со ред. Прво сме играле во општинска лига, 71-72, прв пат се формираше општинска лига во Тетово. Меѓу 10 екипи била среќа да и ние учествуваме во таа лига. И од таа година до ден денес Лирија функционира, игра редовно во првенствата каде што бил рангирана, дали прва, втора, трета или зона порано и така. Неколку години сме играле во таа општинска лига, после сме биле први и сме учествувале во лига, во зона на Тетово лигата се викаше тогаш, имаше 3-4 зони во бивша Југославија. И после 80 години сме играле во втора лига. Втора републичка лига тогаш во Македонија. И 99 година се пласиравме во прва лига, каде што и до денеска играме пуни 21 години. Меѓутоа Лирија игра и во првата сезона во независна Македонија како прво лига. Тоа сакав да го речем и од втора лига, значи 91, не знам тогаш кога се играше првата сезона во независна Македонија во прва државна лига. Тоа сакав да го кажам. Лирија учествуваше во таа лига со 12 други клуба и играше. Тоа година стана првак Струмица. После неколку сезони Лирија се пресели пак во втора лига, каде што 4-5 години беше прва, ама поради системот не можеше да учествува. Играше плей-аут, се играше за пласман во прва лига и 99-та кога се смени системот да надпревари, да го споменам тоа, најзначајната утакмица ни беше во Скопје со Студент тогаш од Скопје, кога ги победивме 3-0 во Скопје и последното коло ни требаше само да не изгубиме 3-0 од Крушево во Крушево, од Нико Доаѓа тогаш Крушево се викаше. И за наша среќа имавме добра екипа, игравме мудро, добро и успеавме да добиеме и да се пласираме во првата лига. А за успесите на екипата можем да кажем дека Лирија бил првак во општинска, да кажеме во зона, во втора лига. Во прва лига сме биле вице-шампиони еднаш и 2 пати финалисти на купот. Меѓу 4 екипи сме биле, меѓу првите 4 екипи сме биле 7-8 пати. Најголемиот успех на Лирија е 2002 кога успеавме по втор пат кога игравме во европските купови, зашто прв пат ни падна
Прв пат со Европа се соочивме кога ни падна со Студент од Тирана. И двете утакмици ги игравме тамо, изгубивме, а наредната година имавме уште појака екипа и игравме со Босна од Сараево, ни падна во прво коло. Прво коло изгледа слободни сме, во второ коло со Босна од Сараево и успеавме да ги добиеме во Гостивар, се играше надпреварот пред полна сала. Тоа беше празник на одбојката, посебно на одбојката во Македонија, посебно за одбојкарски клуб Лирија, едно мало село, да успее екипата од Жеровјане да се пласира. Тоа беше само сон. Па тоа не беше случајно и во Босна, во реваншот, после 2 недели ги добивме 3-1 и се пласиравме во група, каде што после 2-3 недели гостувавме во Авербоде, Белгија, каде што беа Авербоде домаќинот, Нумансио од Еспања и Пиатра Њамт од Румунија. Фактички јаки екипи. Само буџетот на екипите кога ќе го гледаше дека јаки. Ми јако изгубивме 2 утакмици 3-0, 1-3-1, али игравме многу добро, допатливо и така успеавме да покажеме и во Европа дека не сме случајно тука, па него покажавме добри игри. После тоа сме учествувале и во Оландија 2 пати на турнири со млади и со сениори. Со сениорите од 100 екипи успеавме да бидеме 4-ти, а со младите 5-ти. И така, после тоа со визите имаше проблеми, не можевме да континуирано да идеме на тие турнири. И така се вративме, почнавме, игравме, продолживме во нашата лига, некојаш со успеси, некојаш неуспеси, ама најважно е дека Лирија стално играл и не изгасна како клуб. Фактички стално вадивме генерации. Уште нешто тука да додадам, иако сме со млади генерации сме работеле и порано по 3-4 играчи ни испаднале во генерации, пред 8 години станавме втори во младинската конкуренција, каде што имавме една јака млада селекција, 4 години работев со нив, али со заслуга малку и на федерацијата и на некој. Половина од тие играчи се растурија, отидоа по други клубови, после 1-2 години се вратија пак, видеа дека пак и сега се тука. Таа генерација фактички стана вице-шампион на Македонија во младинска конкуренција. Со пионери сме биле 2 пати, 3 и така. Ова е друго, може да кажувам дека 99-та, од кога влеговме во прва лига, до 2002 Лирија е избрана во Тетово и во рангот на Република најдобра екипа, меѓу најдобрите екипи, или најдобра екипа. И јас сум избран 2-3 пати као најдобар тренер во Тетово и поопширно. Капитенот Арсин Ферати исто и он е избран, и други играчи, Арбен Дуниша и други. И така, ова е со зборови Во кратки црти. Во кратки црти за јако нешто можда сме попуштили. Ќе се вратиме повторно, значи, на одбојкарскиот клуб Лирија, меѓутоа сега едно лично прашање, значи, за тебе. Кога ти за прв пат се запознаваш со одбојката и започнуваш да тренираш одбојка? Значи, ти си цела кариера во Лирија, и играчката, и тренерската кариера си цело време во Лирија, меѓутоа кога беше почетокот? Па почетокот нормално во школа. Јас сум учил тука во основно училиште Лирија Жеровјане. Тоа е централно училиште, беше од 4 села тука, Тенова, Радиовце, Жеровјане и Седларце. И како големо училиште тука имаше избор од наставникот по физичка култура од 5-то, 6-то, 7-то и од 8-то одделение сум се приклучил кон одбојкарски клуб Лирија, заедно со еден мој, што беше исто мој возраст, Алеви Мустафај, кој покасно играше фудбал и отиде во Швајцарска. Тука
Od ta godina faktički do сега sam bil igrač, kapiten na ekipata mnogo godini i posle toga, posle završavanja na igračkата karijera sam bil trener i sam ušte trener na odbojkarski klub Ilirija. Iako sam imal ponudi da pominem vo drugi klubovi, ali ne znam kako da se izrazim, ne sam možel da go promenim Ilirija со ниједен клуб. Прва љубов, одбојкарска. Прва љубов, одбојкарска. А зошто баш одбојка? Зошто не е во тоа време фудбал, да речеме? Па, за Жировјане да прашува зашто одбојка е, не знам, во Жировјане одбојка секој знае да е, секој втори си игра одбојка. Чудо е, али со ја и како наставник, кога сум работил тамо во Жировјане, нашето училиште, јас сум му помогнал на Димче Димчевски, наставникот по физичка култура, и стално на надпревари и машки и женски сме биле втори, трети во општински надпревари за одбојка што се одржуваат, и после сме биле и на републички надпревари и така. И стално се игра одбојка у Жировјане. Порано у Жировјане се играше секоја вечер одбојка надвор. Ако каснеш 10-15 минути, не можеш да фатиш место више да играш таа вечер. Бидеш резерва тогаш. Резерва. Во тоа време каде ги игравте надпреварите? Надвор, едно игралиште е во сред село Жировјане. Таа е старото игралиште. Од почетокот тоа е направено, после го асфалтиравме, го дотеравме за тие времиња. Супер беше. До зона сме играли тама, а после во втора лига нормално не дава да се игра надвор. Сме играле прво во гимназија Кирил Печиновиќ, неко памтим. После во Гоце Делчев, Маршал Тито порано, Гоце Делчев, и продолжуваме уште да играме во Гоце Делчев. А зашто? Ќе ме прашате, ќе ви кажам. Еве сега ќе те прашам тоа. Значи во Жировјане 10-15 години добивте спортска сала, а вие се уште играте во Гоце Делчев, во Тетово како домаќини. Што е тука проблемот? Видиш вака сега, кога одбојкарски клуб Илирија Жировјане има многу успеси. Иако имало и луѓе кои не ги сакале овие успеси. Стално е така тоа. Луѓето мислеа дека ако салата се затвара, дека ќе изгасне одбојкарскиот клуб Илирија Жировјане. Ама се излажаа многу. Ако не е салата во Жировјане, салата во Гоце Делчев е, други сали има. Редовно сме почнувале, али кој изгубил повише? Изгубиле наши навијачи. Селјаните, луѓето тука, што можеа да дојдат и им се заблагодарувам, зашто кога сме играле 3-4 сезони, кога сме биле меѓу првите 4, салата беше 400-500 души и вредеше да се игра пред таква публика. Али овие 3 години фактички со општината фактички имаме проблем, некои долгови останале во салата, за струја, не се плаќа, праќаме барања до општината, ќе биде, нема да биде, до ден денеска нема ништо и верувам дека нема да биде ништо. Па ние ќе се бориме преку Агенција за млади и спорт и други институции, ако по законот сега се дозволува да го земаме под концесија клубот на 30 години. Сега и со ваучерите има можност за да одржуваме таа сала и тогаш мислиме дека ќе имаме уште повише успеси. Сега ќе се навратам повторно на твојата играчка кариера. До кога си активен како играч, до кога настапуваш? Па ја да те кажам, меѓу најстарите играчи сум учествувал да играм, кога сум се пријавил како играч и сум ги водел екипата. Али пред 10 години направивме 40 години на клубот, тогаш вака званично го одиграв, го сервирав последниот сервис во одбојка. Значи тоа се долги 35 години играчка кариера, така му доаѓа? Повеќе. И повеќе. 45. 45 години. Да. Играчка кариера. А меѓутоа претходно беше и тренер, нели? Играч и тренер. Да.
По тие последни 5 години малку сум играл, кога некогаш бил неопhodno, ни фалил некој играч така, колку што сум можел со моето искуство да помогнем, али до 39 години активно сум играл. А кога започна да ги водиш? Па фактички од 39-40 години кога сум имал, сум почнал и фактички во прва лига дефинитивно ја ги и во втора лига тогаш ги водев како играч и тренер, али во прва лига од 99-та навамо ги водим како тренер. Сега ќе се вратам малку на клубот. Значи ги споменавме проблемите со салата. Во моментов Лирија има млади категории или не? Во моментот Лирија пријавил кадетска екипа, лани пионерската екипа, иако за ова ситуацијата како дојде со ковид, се прекина, фактички се призна тоа, ние бевме со пионерите трети. И таа екипа, нормално со годините, ова година продолжува да игра, сум ги пријавил во кадети. И каде мислам дека може да бидеме меѓу првите три екипи, али ќе зависи, требаше да играме сеноска некои турнири, зашто турнирски се играт, али заради пандемијата го откажа за на пролет, да видиме здрави, ако бидат подобри услови, зашто тие се деца, колку толку. Сега составот на тие играчи се од Тетово или од Жеровјане? Сите од Жеровјане. Сите се. А каде тренираат? Сега овие 5 месеци нигде. А претходно како пионери? Па сме тренирале надвор и некоја сабота, недела во сала, предпладне сме влегле. На дневна светлина? На дневна светлина. Да. Сега, добро, еве имате една генерација. Колку е значајно младинскиве категории да имате повеќе младински категории, односно во сите генерации, за иднината. Не зборувам само за Лирија од Жеровјане. Мислам дека општо многу екипи имаат сениорска екипа, имаат 1 до 2 генерации, меѓутоа не е тоа од најмалите генерации па до младинци не е се застапено. Не се работи како што треба со младите категории, а посебно во Тетово. Малку, да ти кажам, овде се умеша работите заради овие што отворија школи приватни. Ја мислим дека во клубот, ако работат младите, клубот мисли за тие да ги направи играчи, за утре да го представуваат клубот и за себе да бидат и за све. А во приватните верувам дека не е така. Нормално тие си ја направат, тој тренажниот тренинг, али не им интересира многу што ќе стане утре тој млад играч или дете младо. Па, ја у Жеровјане мислим дека уште една генерација имам сила, имам моќ, уште една генерација ќе уште една 3-4 години ќе ги потрошам да работам и мислим ќе ги извадам едно, ако не повише, едно 7-8 играчи кои можат равноправно да се борат со сите екипи во првата државна лига. Па после тоа нека продолжат другите, како е Арсин Ферати и други кои ќе ме наследат мене и така. А во младите категории, во Тетово, вие знаете, има Шкендија сега, се врати, добро е тоа за одбојката што се врати, Универзитет Тетово, ние сме 3 екипи, фактички другата Бами Корка во женска и Универзитет. 5 екипи. А во моето време кога сум играл, Тетово можда имаше 15 екипи. 10 само во општинска, машки. И во погоре имал, и сега да не трошиме време да ги броиме, Тетово беше, ама пак Тетово, сега со овие 3 и 2, 5 екипи, после Струмица тука сме ми, значи втор град со клубови колку што имаме. Али со младите не се работи баш како треба, тука е проблем и друго, салите. Во Тетово сме имали една сала, Гоце Делчев, и се боревме 22 термина, 3 да земеме сите клубови така и теравме колку што сега имаме 5-6 колку во Тетово сали, а нема термини. И не знам зашто општината не реагира
после часовите тие да се делят термините посебно на спортските клубови кои не го представуваат прво општината, после и државата. И тука нема посебна помош од општината. За жал, ја ќе го спомнам и салата доле. Тоа е наместо да биде спортска лепотица на Тетово, во спортски центар, тоа беше спортски центар, то сега не е спортски центар, не знам како да го нарекувам више. И не ме се иде тамо, од и младоста малку сум поминал тамо, трениравме, рекреиравме, игравме одбојка, сега тамо нема ништо. Салата, тоа е за жал, али ево колку години помина, општината не зема обврски, тоа не е колку, кој знае колку пари за да се направи таа е више направено тоа како што конструкцијата, све само треба да се уреди уште нешто работи, не е кој знае што. И Тетово заслужува таква сала да има една. Ево го гледаме и базенот, олимпискиот базен, кога сум бил ја заменик директор 97 поминал, сега која година сме 20, сега се гради. Значи требаше да поминат 23 години? Не 20, 2007. 2007-13. 13 години. 13 години за да би, не знам дали е изграден или уште се гради. Мислам дека само конструкција. Тоа е. Тука е проблемот. Проблемот е општините треба на спортските клубови салите да им обезбедат за тренинзи и тоа, тогаш ќе има и подобри услови. Сите клубови кубуриме со тоа проблемот со салата. Посебно у Тетово, не знам во другите градови, а у Тетово е проблем. Вака од толку сега моментално во Лирија колку има играчи што потекнуваат од клубот? Па не, колку има? Ми имаме само фактички 14 играчи ни се секоја утакмица, зашто со новите правила, со 2 либера, значи 14 играчи можеш да пријавиш. Ми имаме пријавено 20 играчи во сениорската конкуренција со некои помлади. Од тие 15 се од Джеровјана. Еден е тој од Албанија, сега тука има наше државјанство, тој е Арбен Дуниша, сите го знаат, тој веќе 20 години игра тука. И го имаме Маџиров од Струмица, дизачот, ова година го зедовме. И тројца ни се од Скопје, тие фактички двајца се од Крушева, али живеат во Скопје, еден од Прилеп. Методија Басарски, Драган Шонани и Јован Шап. Другите сите играчи не се од Джеровјана. Од Джеровјана, значи не од Тетово, од Джеровјана. Од Джеровјана. Немаме ни еден од... Порано имавме еден играч од Тетово, Беким Хоџа, кој 10 години играше за нас. Со кого Лирија вака историски имало најголемо ривалство од клубовите? Па, нормално ривалство имаш со екипата која ти е од твојот град, стално. Со Шкендија, порано со Јуокром, со универзитет. Сега така иде тоа. Ривалството стално е со екипите кои потикнуваат од иста средина. Иако и со Струмица стално сме, со Борец. Порано имавме ривалство со 11 октомври, Прилеп, стално јаки бевме, со нив јаки утакмици и така. Добро, еве сега се игра надпреварите се без публика, меѓутоа во минатото имало публика. Еве пример надпреварите против Југохрум. Една екипа која што можам да кажам ја делела истата судбина со Лирија, бидејќи исто немале сала во Јегуновце и морало да игра во Гоце Делчев или во Маршал Тито тогаш. Значи две екипи, од едната од Джеровјане, општина Боговиње денес, другата од Јегуновце, општина Јегуновце, различна општина, се сеќаваат на средина некаде во Тетово и треба да одиграат дерби надпревар. Како изгледаат тие надпревари? Како беше на трибините? Па супер беше. Имаше публика, толку што салата собереше публика, толку. Тие надпревари беа јаки. Ние од 99 до 2003 имавме многу добра екипа, јака екипа. Јуокром беше многу јак. И други екипи, Шкендија беше тогаш јака и од Тетово немаше други. Лешок играше тогаш. И работнички, Струмица, Борец, Велес, Нико доаѓа Крушево и тие беа јаки едно време. И така,
Тоа беше, имавме ривалство. Имаме со многу екипи ривалство, jer 20 години играме во прва лига. Со некоја екипа сме играле 20 сезони по 2 или 3 пати. И мора да се направи ривалство. И така, добро, али Лирија со сите екипи има добри односи. Спортски односи, фер односи и така. Во последниве години мислам дека 2 години се овие ваучерите сега што се 2 или 3 години, така некако. Ова е втора година. Да, ова е втора година, да. Третата ќе биде сега во февруари месец, следната. Им се олесни многу на клубовите со тие ваучери. Меѓутоа, како функционира клубовите претходно? Значи, вие сте многу долго во одбојката. Ја може да ти кажам... Многу долго сте прв човек на Лирија. Како вие конкретно функциониравте? Дали имавте некоја помош од општина Боговиње? Дали од приватни фирми од вашиот регион, од Жеровјана или слично? Тешко беше многу и стално сме биле на работ на тоа да исчезне као клуб, али ја толку сум уложил, тешко да се зборува за себе, али луѓето кои го знаат одбојка и ме знаат мене, сите ми честитат, викат свакати час како си издржал. Тешко беше, али некои фирми, некои наши луѓе кои работат во странство, бивши мои ученици, помогнале во кризни моменти. Можда било тоа 1000 евра, не било кој знае колку пари, али тоа ни дал малку стимус да ги купиме некои топки, нешто суди, ово, патување и да го поминеме таа сезона, али имало и некои фирми кои не помогнат. Општина Боговиње никогаш не ни помогнал порано, никогаш. Само лани и олом лани овај новиот градоначалник сега ни помогна. Али таа помош добра е. Ние му се заблагодаруваме, ја и целиот став на екипата, и играчите и сите. Али од другата страна, тие не ни помагат кога салата поарно да ни помогна градоначалникот салата, струја да се плати, да играме и да тренираме тука и публика пред наша публика, али тоа сега за сега е така и... Ги споменавме ваучерите. Има екипи кои што вложуваат тие средства од ваучерите, па и плюс од спонсорства, ги вложуваат во многу странски играчи. Се доведуваат играчи, значи од страна, не само странци во смисла во буквална смисла странци, туку играчи и од други градови без играчи од базата тетовски играчи. Што според вас е подобро? Средствата од ваучерот да се вложат во младинските категории, да се произведе наш тетовски производ кој што утре може да конкурира и за репрезентацијата, или да се фрлаат, ајде ќе вака грубо ќе се изразам, пари во ветер и да се инвестираат во скапи странци? Видиш, јас сум против да се донесуваат странци играчи. Оти еден странец за една пола сезона најмалку би коштал 10 до 15.000 евра. Тие 10-15.000 евра да се вложуваат во младински категории, 3-4 години, и да створаш 3-5-6-7 играчи или 8, зависи од генерацијата како ќе работат тие 3-4 години. И после кога ќе имаш костурот на играчите е да 80%, и ако претендираш за шампион, редно е ако ти фали еден или двајца или тројца, ај ќе ги земеш за една сезона, две, за да се искачиш тамо кај мислиш. Ама за секоја сезона да земеш и да не станеш првак, за мене тоа се средства потрошени, не знам, поарно да се вложува во младински категории. Ја лани можев да земам играч од надвор, али не зедов и пак се пласирав меѓу 4. Ова година пак може да земам, па не земав, не зедов и им давам шанси повише на моите млади играчи. Тоа е, јас сум за да се работи со младите повише него. Македонската одбојкарска репрезентација во последниве години бележи големи успеси. Ќе разговараме и за тоа, вие сте и подпредседател на Одбојкарската федерација на Македонија и за тоа ќе разговараме. Меѓутоа, се сеќавам дека пред 20 на години
репрезентација и претходно, значи, и после тоа. Одбојкарската репрезентација беше една тетовско-струмичка врска со скопски примеси. Меѓутоа, сега репрезентацијата е комплетно составена од скопски и струмички играчи, без ниту еден, буквално без ниту еден играч од Тетово. Каде може да го лоцираме тој проблем тука кај нас? Па, види вака сега, да зборуваме за репрезентација порано, добро, викаш ти дека не сме имале кој знае што успеси. Овие последни 4 години во таа бронза лига, Европска лига, втори, трети, имаше колку толку некој успеа, се издигна малку квалитетот. И сега дојдевме и до тоа лани до Европско првенство, каде што сме во одбојка, нас сите не радува, оти тоа игра улога и во конечниот пласман на федерациите, па тука доаѓа и ваучерот и други работи и така. И нормално успесите нас сите не радуваат. Па сега ни се даде шанса пак за Европско првенство, посебно кога данците откажа заради ковид ситуацијата. И сега наредниот месец од 10 до 17 двата турнира се играт овде, игра Македонија, Босна, Ерцеговина и Турција. И мислим дека по моје, ако све иде како што треба, Босна би требало да ги победиме 2 пати, со турците, ако можеме да извлечеме нешто и да се пласираме на Европско првенство, тоа ќе биде голем успех. И после ни преостанува во мај или 5 или 6 месец, се не знам тука, играме во Сребрената лига, каде пак данците не падне, уште 2 други екипи послаби, али најважно е ова првото, важно да се пласираме на Европско првенство. За ова што кажавте вие за играчи, проблемот е, неколку години Шкендија не играше. Лешок играше, па не игра. Универзитет веќе 2-3 години што игра. Лирија беше сама во Тетово. И ми е, да ти кажеме, тешко. Ја од овие младинци направив 2-3 за да играт во младинска репрезентација. Али малку ти кажав дека и од федерацијата малку што им дадува да поминат во други клубови или школи без да се прашаат домашниот клуб, матичниот клуб. И тука тие деца изгубија 2-3 години. Мислам дека од тие 3-4 барем 1-2 ќе беа во ова репрезентација. Ако не во првата шесторка, меѓу 14 ќе беа некој од нив, ќе не представуваше како Тетово. Али мислиме дека животот тече дале, во наредниот циклус можда ќе има некој од Тетово да биде репрезентативец. А сега, знаете вие, повише ги има од Струмица, али ние знаеме дека во репрезентација 70, да не сгрешам, али 70% се играчи кои не играат надвор, интернационалци. И затоа мислам дека имаме успеси во репрезентацијата. Да. Јаки лиги игра таму и... Добро, во одбојка имаме само 10 клубови во цела Македонија што функционираат на сениорско ниво, од кои 2 можам да кажам дека се само ради реда во лига. 8 клубови, значи што на некој просек, некој ниво што одржуваат и ако нема квантитет, логички дека нема да има ниту квалитет. Споменав, вие сте потпредседател на Одбојкарската федерација на Македонија. Еве имаме шанса сега во јануари втор пат поред да учествуваме на Европско првенство, меѓутоа имаме шанса уште од сега да обезбедиме пласмани на тоа третото, бидејќи сме кандидати за домаќини на Европското првенство во 2023. Дали тука има некоја одлука, некоја новост од Европската федерација? Нема сега за сега, али во тие денови кога ќе се одиграат турнирите, ќе ни биде малку појасна работите и преку секретарот на федерацијата ќе бидете известени за тоа. Тоа се. Да. Сега споменавте дека овие пласмани на Европско првенство и овие одбојкарски успеси носат и поголем ваучери за федерацијата. И за клубовите. И за клубовите, нормално. Меѓутоа, дали од тие ваучери на федерацијата, како федерацијата ги помага
клубовите во моментов? Дали има олеснување во плаќање на судиските, делегатските такси? Не, ова година сме имале вака, новото председателство што се избра во собранието во Штип, каде и јас се избрав како подпредседател на федерацијата, донесовме одлука дека на сите прволигашки клубови ќе им се доделат по 10 топки, гратис фактички од федерацијата, и дека нема да плаќат котизација. Што подразбира тоа котизација? Котизација е учество во лига, фактички се плаќа тоа. Некојаш било тоа 1000 евра, 500 евра, некојаш 2000 евра, значи котизацијата не се плаќа. Тие две работи беа ослободени од федерацијата, па натака да видиме што можеме да се им се помогне на клубовите. Има некои барања од клубовите да првакот и финалистот и победникот на купот да се бидат наградени парични и финалистите да бидат. Ако на пример првакот зема 10.000 евра, финалистот 5.000 да бидат, така некоја награда да се, како и во другите спортови, па да видиме за тоа за наредната сезона и тоа може да се, па и друго може со реквизити спортски и опрема да се помогне на клубовите. Колку овие одбојкарски успеси придонесоа да се приклучат нови спонзори и на федерацијата и на клубовите? Па, едно 50% повише од кога беше порано без успесите. И со овие успеси мислам дека уште 50% ќе се подигне интересот, ќе се пријават уште екипи, ќе се пријави уште интерес. Ево, кај женската екипа, знаете, имаше 6, 8, сега 14. Имаме најава дека до година уште некои екипи ќе има. Има и за прв пат втора лига. И за прв пат втора лига во женска, зашто во прва машка лига имало само овие последни години нема втора лига. А дали може федерацијата да стимулира формирање на нови клубови во градови каде што сега моментално не? Да, и тоа е обврска на федерацијата. Да иде да се разговара со луѓето кои се заинтересирани, со градоначалниците на тие општини, да им се укаже дека ево и со ваучер системот и со тоа да се помогна федерацијата да им помогне со реквизити, например со мрежа, со топки, со тоа ако е почетник. Затоа федерацијата и постои да и потикне развојот на одбојката. Да. Еве сега на памет прво што ми текнува дека Куманово, Прилеп и Битола, 3 градови со по 100.000 жители немаат машка екипа, па тука се и Гостивар, Охрид, па Повардарието од Кавадарци надоле према Гевгелија ако трнеме, големи градови со 100.000, близу 100.000 жители што немаат машка екипа. Куманово имало 3-4 сезони ќе играт, па откажат, така, изгледа не им е традиција, кошарка повише им е традиција во Куманово. Прилеп имале традиција голема, имале луѓе и во Сојузна федерација тогаш член и Прилеп, али овие последни години тамо не знам што има проблем тамо. Ево во Битола почна со машки еднаш, 2-3 сезони откажа, али со женските има успех и играт 4-5 сезони и меѓу најдобрите се тука имат успеси. Кавадарци порано имало, Гостивар за одбојка, ракомет да е повише иде ракомет тамо, има порано ракомет, има Куманово тука е со кошарката. Гостивар за одбојка тешко е во Гостивар одбојка да се има традиција. Еве Кичево ми текна сега, немаме што тоа беше и шампион. Ево Кичево потрошија многу пари, има и добри спонзори и тоа, али ево ги нема. Тоа е со странски играчи, донесоа тројца јаки играчи до година ги нема нигде. Со женска екипа продолжуваат тие луѓето работат и пожелувам успех тамо, али со машката изгасна. Да. Ферати, последно прашање за вечерва. Дали може да се надеваме дека во блиска иднина Лидија повторно ќе видиме во европските купови? Да. Ја тогаш да ти кажам вака, сум сањал дека можеме да играме прва лига, дојдевме прва лига. Сум сањал дека може сала да градим во Жеровјане, Господ преку ДПА ми помогна да станем заменик
директор во Агенција за млади и спорт 2006-2009. Помина проектот за сали, тогаш 34 сали, меѓу другите и во Жеровјане, зашто следува... Сосема заслужен. И премиерот тогашниот рече му заслужува, зашто има прволигашка екипа. И тоа и другото, сон, дека ќе играм во европски купови и ќе победам еден од најаките ју екипи Босна, Сараево. Успеавме и во тоа и сега уште еден сон ми останал нереализиран, да бидем првак и да освоим купот. Иако сум го осетил како е да бидеш вице-шампион, како да бидеш финалист на купот 2 пати, сребрена и златна медалја. Тука се осеќаш тоа како е финале, 3 пати сме биле во тоа финале, али да бидеш шампион е друго. Ја мислим дека ова или другата сезона ќе пробам за да бидем шампион и да освоим купот. Јас се надевам дека ќе биде така и дека и таа желба и тој сон ќе ви се оствари, па ќе да се радуваме и на трофеите на Лирија Жеровјане, зашто не? Па и заслужува Лирија тие трофеи. Ферати, ти благодарам за денешното гостување. Пред емисијата се договоривме дека здравје на пролет, на лето ќе снимиме уште една емисија, ама тогаш во Жеровјане. Тогаш ќе презентираме и пехари, и медали, и слики, и стари весници. Цела историја на екипата. Цела историја буквално и на Акик Ферати и на Лирија Жеровјане ќе ја презентираме тогаш, а ова нека биде само една најава за тоа што ќе следува на лето. Па и фала и на вас што ни дадовте могуćност да презентираме нешто за одбојката посебно, за одбојкарски клуб Лирија и одбојка во целост. На вас ви пожелувам здравје и среќни празници, новогодишни. И да не пратите како до сега, нешто повеќе нема што да кажам, како до сега одбојката и нашиот клуб. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Тоа беше се од гостувањето на Акик Ферати во Тајмаут. Ви останете во добро здравје, среќни новогодишни, божични празници и се што следува. Добро одморете се. Се гледаме повторно во првиот петок од новата 2021 година. Довидување.